Во јануари оваа година поднесовме до општина Велес барање за извршување на проценка на вредноста на овие деловни објекти. Ние не ги одредуваме, за разлика од минатите години, не ги одредуваме цените на деловите објекти, туку тоа оставивме да го направат проценителите кои што работат во општина и согласно со независниот проценител Јакост од Коста Јанев направија една проценка на сите објекти кои што согласно законските норми са 2%, односно 0,5% од вкупната вредност на секој објект изнесува месечниот закуп или месечната кирија. Па така за овие простории, согласно одлуката на управниот одбор, односно согласно извршената проценка на претходното кажани субјекти, оди вака. За издавање за деловен објект од први кат со вкупна површина 116 метри квадратни и помошен простор од 41 квадратот од југозападна страна, тоа е објектот одма под нас, се определува почетна цена за електронско надавање и тоа за деловен простор 88 денари по метар квадратен и помошната просторија од 26 денари по метар квадратен. Ние оваа просторија се викаме чекин затоа што порано работеле некоја фирма чекин, така и е кажано. Второ, магазински простор во сутерен, ова што ја кажав дека од оваа објава е единствен магазински простор со простори 1, 2 и 3 во подрумскиот дел со секоја со површина 231, ја кажав претходно 261, ќе се коригирам, 231 со почетна цена од 77 денари по метар квадратен. Административен деловен простор со вкупна површина 116 метри квадратни на источна страна на втори кат. Тоа се просториите на поранешна Канал 21 телевизија. Како што знаете, Канал 21 отиде во стечај, тие простории се наши. Стечајната постапка заврши. Ние конечно после 12 години ги ослободуваме тие простории и ги издаваме под закуп. Тоа се 5 простории, може да бидат делливи, значи заинтересираните субјекти може да изнемат дел од просторијата или може да ги изнемат сите заедно. Ние како објава не определиле дека тоа е вкупна површина 116 метри квадратни и нивна почетна цена ќе биде 102 денари по метар квадратен. Понатаму деловни простории на први кат од источна страна со вкупна површина 158 метри квадратни со почетна цена за електронско надавање од 106 денари и деловна просторија од 20 метри квадратни се определува почетна цена за 32 денари по метар квадратен. Тоа се простории поранешни Ади студио и народна техника кои се наоѓаат од источната страна веднаш под Канал 21. Понатаму деловна просторија во сутерен од североисточна страна со вкупна површина од 111 метри квадратни, кои што се определува со почетна цена од 309 денари квадрат. Оваа просторија е најатрактивна со оглед на има најголема цена на чинење или тоа е поранешна кафеана Серенада. Понатаму оди магазински простор, се извинувам, јас имам уште еден магазински простор со подрумски дел од 70 метри квадратни од северна страна. Тоа се поранешни простори на конфекција Наташа. Тие се веднаш до игротека парк од тој влез и како што кажав, тоа се магазински простори. За магазинските простори почетна цена како и за претходните магазински простори 77 денари. Понатаму оди деловен простор на први кат од северна страна со вкупна површина од 312,84. Тоа е кафичот Кали. Сега за овој локал морам да кажам дека нивниот договор завршува и за овој објект бараме дополнителни услови, односно бараме инвестициски план и план за работа во следните 7 години, затоа што тој веќе е постоечки објект и веќе е вселив. Затоа има за него и за
Делниот простор во сутерен југо-западна страна со вкупна површина 237 метри квадратни, односно игротека парк, се одредени посебни специфични услови кои што мора да ги исполнат сите кои што се заинтересирани за закуп на овие објекти. Само да дополнам дека за игротека парк е почетна цена 136 динари по метар квадратни.